Вечерни вести на Канал 5. И покрај 24 часовните напори да го спасат, ноќеска по полноќ згасна животот на 2-годишното дете кое беше повредено за време на новогодишната ноќ. Дали му пресудил залутан куршум? Одговор треба да даде обдукцијата, која денеска ја побара од обвинителството. Од МВР информираат дека веќе извршиле разговор со родителите на детето и работат на расчистување на случајот. Ноќеска нешто по 1:30 часот по полноќ згасна животот на 2-годишното дете кое неколку минути пред Нова година заедно со мајка си излегло во дворот на својата куќа во Газибаба за да го гледа огнометот за дочекот, пошто според сегашните предпоставки на лекарите, парче од проектил завршило во неговата глава. Одговор на прашањето што точно го погодило детето и дали залутан куршум му пресудило, може да даде само обдукцијата, велат за Канал 5 од Тоарилуц. Од клиниката појаснуваат дека биле направени сите медицински процедури, но за жал и покрај 24 часовните напори за да се спаси детскиот живот, тоа починало. Поради сериозноста на состојбата, детето беше ставено и на интензивна нега и беше приклучено на апарати за одржување на виталните функции. Беа дадени сите потребни медикаменти. За жал, природата на повредата беше многу тешка и детето почина во 1:30 синоќа. Од МВР велат дека разговарале со мајката и со таткото и оти ги превзимаат сите мерки за да се утврди што всушност се случувало во очи на првиот ден од 2026 и како дошло до трагедија, откако 2-годишното дете кое со семејството си било дома сакало само да го гледа огнометот. Полициски службеници излегле на местото и извршиле службен разговор со мајката ГД, која појаснила дека на 31.12.2025 година пред полноќ излегла пред дворот од куќата на подрачје на Газибаба со детето и гледајќи огномет слушнала звук, пошто забележала крв од главата на детето. Во полициска станица е извршен службен разговор и со таткото на детето МА. По наредба на јавен обвинител, телото на детето е дадено на обдукција и се превземаат мерки за расчистување на случајот. Заедно со МВР постапува и обвинителството, од каде што велат дека ќе ги чекаат на одите од судска медицина, кои ќе ги дадат неопходните докази. Овој трагичен случај повторно ја актуализира темата за опасностите од залутани куршуми и метални проектили за време на празници и прослави. Сличен случај имаше и пред 20 години. Тогаш 19-годишната девојка Наташа Кметовска беше ранета од залутан куршум при дочекот на 2005 година на Централниот Скопски плоштад, а почина неколку дена потоа во болница, пошто следеше долгогодишен судски спор за несовесен лекарски третман, но не беше откриено кој пукал. Расчистено е убиството кое се случи на новогодишната ноќ во старата Скопска чаршија. Осомничениот 25-годишен турски државјанин е приведен во Косово. Против него МВР поднесе кривична пријава за убиство и обид за убиство врз друго лице. На критичната ноќ осомничениот започнал расправија со двете лица, исто така турски државјани, во кафе-бар во Стара Чаршија, пошто двајцата оштетени заедно со други лица заминале кон плоштадот. Но бидејќи не успеале да најдат такси, се вратиле кон чаршијата и поминале во близина на истиот локал. Повторно почнале расправија, пошто осомничениот со нож му нанел 4 рани на едното лице кое починало на самото место. За осомничениот обвинителството бара притвор во отсуство, со што ќе биде иницирана и постапка за негова екстрадиција. Модернизацијата на железничката инфраструктура значително напредува, потенцира премиерот Мицкоски, кој очекува до крајот на годината да биде објавен и тендерот за третата делница од коридорот 8. Владата годинава ќе издвои повеќе средства и за поддршка за објавување научно-истражувачки трудови со цел македонските универзитети да се најдат на Шангајската листа. Истовремено напредува така наречениот градски воз, проект вреден во првата фаза од 6 милиони евра, околу 360 милиони денари, со кој што од источното крило на главниот град со
електрична локомотива, односно со електричен воз ќе се стига до центарот на градот. Со овие 7.000 денари линеарно зголемување, немаат пензија која што е под 15.000 денари, односно тие се движат од 17 до 19.000 денари. После овие интервенции на линеарно зголемување, не само што се намалува, тој е јас, односно се зголемува правилната распределба на приходите, туку се намалува и стапката на сиромаштво. Дали трговците несразмерно ги зголемиле цените на прехранбените производи пред празниците и какви чекори ќе превземат властите, ќе се знае идната недела, најави министерот Дурмиши. Во меѓувреме од денеска стапува на сила законот за ангажирање на лица за повремена и сезонска работа. Ќе бидете известени и јавноста и вие за односно во рамки на ова дали има девијантно однесување од трговците или зголемување на цените, ќе бидете известени како ќе постапиме со Законот за работни односи, што ќе можат и пензионерите и студентите и работниците што се со социјална помош да бидат вработени во текот на годината не повеќе од 6 месеци. Ги гледавте вестите, имајте убава вечер.